Цивил медија. Почитувани присутни, почитувани екселенции, ќе се обидам надвор од она стандардно клише на држање на говор како представник на државна институција, да направиме еден, би рекол, интеракцијски разговор меѓу мене како представник и председател на Државната изборна комисија и вас, да побудам одредено внимание и да поставите одредени прашања, со кои што и на Државната изборна комисија, меѓутоа и на јавноста во нашата држава ќе и помогнете да надминеме одредени ситуации кои што во текот на вакви клучни изборни процеси многу често се појавуваат како дилеми и се наметнуваат како прашања кои што бараат одговори. Ова е нашиот изборен законник, донесен во 2006 година, кој што претрпил до денес 29, со последната 30 измени, кои што поминуваат со класичната стандардна правна терминологија повеќе од 30% изменет првобитен текст на законот и во нормалните процедури стандардни во законодавството се вели дека веднаш треба да се донесе нов изборен законник, повеќе ова е неупотреблив за работа. За жал, тоа е ситуацијата во нашата држава. Ние како Државна изборна комисија, како орган кој што треба да го имплементира овој законски текст, мораме да се грижиме за правилна имплементација и многу често се соочуваме со неможноста да имплементирате некоја одредба, а да не предизвика одредено незадоволство кај страната која што има обврска да ја имплементира исто така таа одредба и тоа уште еднаш го ја потврдува нашата констатација дека се итно потребни промени, односно носење на нов изборен законник. Меѓутоа, сега сме во ситуација на предизборие, кога ваквото прашање треба да го разговараме, би рекол, после изборите, меѓутоа да не го заборавиме, затоа ние како комисија ќе подсетиме, ќе бидеме проактивни во нашата улога, ќе понудиме и наши предлози како Државна изборна комисија, се со цел до заинтересираните страни, овластените предлагачи, Министерството за правда, понатаму пратениците во собранието и така натаму, да донесат еден добар законски текст кој што ќе ни ги надмине големите дилеми кои што се наметнати со непрецизностите во законските одредби. Сакам да ви кажам дека Државната изборна комисија од денот на распишување на изборите ги превзеде во рамките на своите надлежности стандардните своји обврски кои што се произлегуваат од законот, го донесе роковникот во кој што се утврдени дејствијата кои што треба да се одвиваат за време на овој предизборен процес и при тоа се придржува до максимум, запазувајќи ги сите рокови да се исполнат сите процесни дејствија во овој предизборен период, се со цел да се организираат и спроведат добри и чисти избори. Флоскулата коректни чисти избори кои што представуваат услов за нашите евроинтеграции ја слушаме секој ден. Јавноста е практично засипана со таа флоскула, меѓутоа, она што најмногу треба да се направи за да добиеме како држава чисти, коректни избори, треба сите чинители кои што се вклучени во овој изборен процес да се ја сватат својата обврска на правилен начин, се со цел на крајот на денот, на 21. а потоа и на 5. мај, добиеме оценка дека сме направиле коректни, фер и чисти избори кои што ќе заслужат позитивна оценка и ќе значат пас за она што на сите ние практично желба, почнување, односно добивање на датум за преговори за членство во Европската Унија. Државната изборна комисија ќе направи се за во нејзиниот дел да овие избори бидат одлично организирани, да се спроведат на начин како што треба да биде согласно законот. Нашите меѓународни партнери кои што постојано се тука и ни помагаат, ни овозможуваат да направиме одредени позитивни исчекори напред. Исто така, големиот број на наблюдувачи кои што ќе го наблюдуваат овој процес, и домашни, и странски, и новински куќи кои што се заинтересирани, заклучно со денешниот ден имаат право да поднесат барање за акредитација, ќе добијат акредитација безусловно, се со цел да наметнеме ситуација во која што овој процес ќе биде под засилен мониторинг, за да можеме на крајот да ја добиеме таа позитивна оценка. Она што ние во рамките на нашите надлежности го направивме, правејќи анализа од претходните изборни циклуси и од референдумот кој што како комисија го спроведовме во минатото лето како процес,
Констатиравме дека најголемата слабост во организацијата во изборната администрација се нашите избирачки одбори. И во иднина треба да размислиме за начинот на изборот и составот на избирачките одбори како најмало ткиво кое што е задолжено на денот на изборите да ги спроведе овие избори. За таа цел ние подготвивме нова програма за обуки на избирачките одбори, која што не се одвива на 2 дена само пред изборите, него изминатиот месец, месец и половина, континуирано со обучувачи кои што претходно ги сертифициравме, ги обучивме, вршат обуки на председателите, замениците председатели и членовите на избирачките одбори. При тоа сакам да напоменам дека вклучивме за прв пат како обучувачи луѓе од организациите на лицата со попреченост, што и како можат подобро, на подобар начин да им го објаснат начинот на кој што треба да се пристапи кога на гласачко место ќе дојде лице со попреченост, да може да му се овозможи да го оствари своето право на глас. Државната изборна комисија за овие избори прв пат ќе организира после долги години во нашата држава гласање и во 2 старски дома. Популацијата на луѓето, старите лица кои што се подолго во старските домови од 1 година, никогаш досега немале право на глас. Значи прв пат како пилот проект ќе овозможиме да видиме како ќе се одвива таа работа во Скопје, во најголемиот државен и приватен старски дом, да си го исполнат своето право на глас, а понатаму ако е успешна целата работа, ќе продолжиме со имплементација на истото. Се работи во целата држава за околу 2200 лица, кои што досега, за жал, им било одземено правото на глас. За лицата со попреченост исто така на денот на изборите ние набавуваме една поголема бројка на пристапни рампи, направи кои што ќе овозможат да тие лица, понам кај што има скали на гласачките места, да им се овозможи пристап, така да не се чувствуваат лица со како подредени лица и да мора да гласаат и да се пријавуваат во сабота, денот пред изборите, него ќе може да го искористат своето право на глас во недела, овозможувајќи им пристап до гласачкото место онака како што треба. Нашата соработка во овој дел ќе продолжи, нашата цел е овозможување на што поголем број на граѓани со право на глас да го искористат своето право на глас. Сега сакам да напоменам за една од слабостите на овој наш изборен систем. Тоа е овозможување на правото на глас на лицата од нашите граѓани од диаспората. Значи, за овој изборен циклус ќе се направат трошоци во висина некаде од скоро 30 милиони денари за 1782 лица кои што се пријавиле да гласаат на изборите во диаспората, а веројатно нема да гласаат сите или можеби половината или околу 1000 лица. Ова ќе биде најскапиот глас од диаспората, почитувани присутни. И ова наметнува една дилема која што мора да ја разрешиме во идниот период. Значи, јас не сум да се одземе еднаш даденото право на нашите граѓани, а и причините се дополнително и невозможноста да се лоцира нашата диаспора, да се одредат бројките, затоа што никој од нашите граѓани кога ја напушта нашата држава не го пријавува своето отсуство од државата подолго од 1 година, и тоа е проблем кој што дополнително го оптеретува системот и организацијата на изборите. Меѓутоа, и како може да се промени начинот и модалитетите на гласање на тие луѓе, со цел да го зголемиме учеството на тие граѓани во нашите политички процеси и да им овозможиме да гласаат. Може да се направи електронско гласање преку мејл, може по пошта, како во Република Словенија, меѓутоа може исто така да се направат и одредени ситуации каде што имаме поголема концентрација на наши граѓани од диаспората, да се направат избирачки места за да може да им се скратат трошоците на тие луѓе да може да го остварат своето право на глас. Ова е прашање кое што во иднина мора да го разрешиме. За жал на овие избори ќе го платиме најскапиот глас во диаспората. Она што во ова кампања нашата комисија исто така го прави како новина е за да спречиме одредени можни нерегуларности кои во изминатиот период се појавувале за време на изборите, тоа дека и забелешките на сите вас и од невладиниот сектор и од надворешните наблюдувачи дека Државната изборна комисија најчесто многу доцна ги објавува првичните неофицијални резултати,
додека сите партии или учесници за сат и половина веќе прославуваат, ние се мачевме да ги објавиме тие резултати. Тоа беше од причина што процедурата досега беше дека резултатите од записникот број 16, каде што се сумираат на избирачкото место, требаше да се однесат до Општинската изборна комисија, тоа траеше час и половина, па таму се внесуваат резултатите и после тоа се врши сумирање на ниво на цела држава, што ви одзема 4 до 5 часа еден период кој што е навистина долг за држава со бројка од 1.808.131 гласач колку што ќе изнесува сега на овие избори, мислам дека е стварно долг период. Овој пат избирачките одбори, председателот, заменикот или членот од избирачкиот одбор веднаш ќе го слика резултатот од записникот број 16, самиот записник, и ќе го трансферира до Државната изборна комисија, и Државната изборна комисија како стигнуваат веднаш ќе ги подига на својот екран во нашите простории, за да може како првични неофицијални резултати да ги објавиме и да има јавноста увид во целиот тек на целата постапка. А исто така ова и од превентивни причини. Во минатото многу често по пат од избирачкото место до Општинската изборна комисија се случуваше да се преправаат резултатите, да се пермутираат бројките во записникот и доведуваше до ситуации кои што не беа посакувани, и тогаш се ставаше во една подредена состојба Општинската изборна комисија да мора да пресекува и да констатира одредени ситуации, иако друг го сторил делото кое што го сторил. Значи, ќе превенираме, меѓутоа и ќе видиме потранспарентни во објавување на резултатите. Јас голема благодарност упатувам до сите оние кои што во меѓувреме на еден транспарентен начин ни помагате и од невладиниот сектор и од медиумите, објавувајќи прилози за нашата работа, објавувајќи постови за нашата работа. Тука, вклучувајќи ги критиките, ги прифаќаме, затоа што не можеме да бидеме идеални. Секогаш кога мислиме дека сме сгрешили, јас сум спремен да се извинам за грешката, затоа што нема идеални ситуации, кога човек може да биде безгрешен, тоа сите го знаеме. На политичарите им е многу потешко да се извинат, мене не, затоа што сметам дека така треба. И треба да заеднички продолжиме со нашата соработка, за да овозможиме во нашата држава еден добар, коректен, чист и изборен процес. Во текот на вчерашниот ден јас ги посетив општинските изборни комисии во Дебар и во Охрид, каде што ќе се одржат градоначалнички избори, и можам да констатирам дека таму обемот на работа на тие комисии е малку зголеме, затоа што има два вида на избори, меѓутоа со наша соработка луѓето се спремни да го изведат овој процес. Атмосферата е добра, со забелешките кои што Џабир ги посочи претходно и во предизборниот период и овој изборен период, затоа што се користат, за жал, дупките во законот кои што постојат, и тука без носење на нови законски одредби кои што ќе ги санкционираат овие прекршувања, тешко дека ќе можеме да влијаеме на подобрување на ситуацијата во кампањата. Можам да констатирам дека и во трите општини во општината Ново село работите се одвиваат во добра насока, со овие мали, како што напоменав, инциденти, и таму и во разговор со граѓаните, во разговор со представниците на самите кандидати и со општинските изборни комисии, сметам дека ќе имаме добар завршеток на првиот дел од кампањата. Како ќе се одвиваат работите во вториот круг од кампањата, тоа ќе треба накнадно да видиме, и многу ќе зависи од резултатот во првиот круг. Меѓутоа, ние како Државна изборна комисија ќе ги спроведеме сите наши подготовки да овозможиме и во тој круг чист изборен процес. Цивил медија.